овој царинарникот ми вели, земи го паспортот, оди кај полицајката таму. Отидов. Таа удри печат. Одам сега назад. Ми вели, земи го пасошот и оди право, рече, кај оној таму. Одам со пасошот, му го давам, не знае што треба да прави. Јас англиски му зборувам и на ово и на тој јад. И ми вели, окей, само тоа знаеше да рече, ми го фрла пасошот, ми го дава пасошот и одам назад. Ој, други, но, пак ме праќа кај него таму. Победата е наша. Тоа што требаше да направиме, средбата ни успеа, а овие што не врна, ни најмало не загрижува. Со тоа си показаја колку се прости и додека стига нината демократија. Македонскиот народ до балканските војни живееше компактно во својата историско-етничка територија, што се простираше од Шар планина до реката Бистрица, од Егејското море и реката Места до Преспанското и Охридското езеро. На оваа историска територија македонскиот народ беше пропорционално населен и представуваше мнозинство од населението. Тоа на Македонија и даваше македонски етнички белег и македонски етничко-национален карактер.
Etničkiот makedonski karakter na Makedonија му даваше посебен статус и на македонскиот јазик. Во Македонија до 1913 година македонскиот јазик имаше улога на најупотребуван јазик и покрај карактерот на официјален државен јазик на тогашниот турски јазик. Од околу 2 милиона и 250 илјади жители што живееја во Македонија пред 1913 година, речиси 90% од целокупното население го користеше македонскиот јазик во секојдневниот живот. Живеејќи во одредена историска-етничка територија и представувајќи мнозинство од населението, македонскиот народ создаваше и наметнуваше објективни секојдневни и перспективни историски текови, етнички, културно-јазични, што одеа во полза на македонскиот народ или македонската нација. Балканските војни од 1912-1913 година му ставија крај на овој објективен македонски етничко-историски разликот. Поразена, Турција беше принудена да ги прифати лондонските мировни преговори со победниците и Македонија беше распарчена меѓу балканските држави – Бугарија, Грција и Србија. Втората Балканска војна од 1913 година меѓу Бугарија од една страна и Србија, Грција, Романија и Турција од друга беше кратка, но крајно сурова. Поразена, Бугарија беше принудена да капитулира. Со Букурешкиот мировен договор од 1913 година, Македонија беше поделена меѓу Грција, која доби 34.356 квадратни километри, Србија 25.000 квадратни километри и Бугарија 6.700 квадратни километри, а еден мал дел доби и Албанија.
Дозволете ми да го поканам другарот Божидар Чолаковиќ, председател на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, да го поздрави овој свечен собир. Изволи, друг Чолаковиќ. И другови, поштовани и драги гости, veoma draga deco izbeglice iz egejskog dela Makedonije. Drago mi je što ste se okupili ovde u Skopju u velikom broju i što vam u svoje i u ime Savezne konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije mogu poželjeti najsrdačniju dobrodošlicu. Vratili ste se ovde gde su vas vaša makedonska braća dočekala i pružila pomoć u nevoljama izazvanim ratnim stradanjima. Prihvatili smo vas tada prvi. Duboko je human gest i onih zemalja koje su vas kasnije prihvatile, a od kojih ste mnoge izabrali za vaše trajno prebivalište. Budite prvi u borbi za mir, jer ste za ceo svoj život ostali duboko obeleženi ratnim strahotama. Učite vašu decu da znaju gde su im koreni, iz koje i kakve kulture su potekli. Новиот балкански политички статус кво не траеше долго. Со анектирањето на егејскиот дел на Македонија, по Букурешкиот договор во 1913 година, грчките политички граници ги надминаа грчките етничко-историски граници. Поголемиот дел на населението што живееше во егејскиот дел на Македонија, во своето апсолутно мнозинство беше од негрчко потекло. Грчката држава од 1913 година до денес во темелот на својата државна политика го воведе принципот таму каде што сме ние нема место за друг. И веднаш по 1913 година почна да спроведува политика за создавање држава со една нација, еден јазик и една волја, и од Грција да создава држава на два континента и со 5 мориња. Затоа веднаш по 1913 и 1919 година Грција почна да реализира политика на протерување на македонското население и колонизирање на немакедонското население со цел да го измени традиционалниот македонски етничко-историски лик на егејскиот дел на Македонија и да создаде нова грчко-етничка историска реалност. Оваа политика на протерување на македонското население и колонизирање на немакедонско население грчката држава ја спроведе искористувајќи ги максимално поволните историски услови што се создадоа во периодот од 1913 до 1919 година. Во периодот на Првата Балканска војна, покрај муслиманското и македонското население беше подсилен политички, економски и психолошки притисок од страна на грчките војски. Со Втората Балканска војна размерите на оваа политика на геноцид пораснаа и добија силен антимакедонски карактер. Имајќи полно сознание за значењето на новата војна, што ја решаваше судбината на нацијата, пишуваше Маркезинис, стапивме во неа со поголема омраза и фанатизам. Злосторствата на грчките војници, палењето градови и села, јавни и колективни силувања, масовни убиства, зедоа толкави размери што пред грчкото воено злосторство почна да се колеба дури и мајчинското чувство. Многу мајки, констатирале членовите на Карнегиевата комисија, ги губеа децата, оставајќи понекогаш едно со надеж да го спасат другото. Злосторствата на грчката војска ги обелоденија и писмата на грчките војници што паднаа во рацете на бугарската војска. Ние ги изгоревме селата како што ни беше заповедано. Ги убивавме младите.
се велеше во едно писмо. Тоа што го правиме е неописливо. Тоа е една касапница и Господ знае до каде ќе стигнеме. Се велеше во едно друго писмо. Во периодот на Балканските војни грчките војски запалија 160 населени места, разурнаа расцутени македонски градови, Кукуш, а 16.000 македонци побараа спас во Бугарија. Оваа политика доби посебен интензитет во Првата светска војна. Во периодот на Првата светска војна 1914-1918 година, силите на Антантата и централните сили војуваа на територијата на Македонија. Последиците на таа војна најмногу ги претрпе македонскиот народ. Етнички, економски, психолошки и друго. На 27 ноември 1919 година, врз основа на член 56 од Неискиот мировен договор, Грција и Бугарија ја потпишаа Конвенцијата за доброволно иселување на грците од Бугарија и на така наречените бугари од Грција. По силата на оваа конвенција и под силен грчки државен притисок, 86.000 македонци беа протерани во Бугарија. Во еден краток историски период од 1913 до 1928 година, во егејскиот дел на Македонија беа колонизирани 53.000 грци по потекло и јазик. Грчко-турската војна од 1920 до 1922 година беше последниот историски обид на малото, но амбициозно грчко кралство да наметне и да реализира една давнешна великодржавна византиска политика. Со битката кај реката Сакарија и со победата на Кемал Мустафа, Турција историски дефинитивно им стави крај на овие великодржавни грчки амбиции во однос на Турција.
Разговорите за мир меѓу двете држави, за решавање на спорните прашања, се водеа во Лозана, Швајцарија, во 1923 година. По силата на Лозанскиот мировен договор, од егејскиот дел на Македонија беа протерани 350.000 муслимани, од кои 40.820 македонци со муслиманска вероисповед. На местото на живење на иселеното население, македонци и турци, Грција го прифати христијанското население од Мала Азија и ширум светот, и во егејскиот дел на Македонија колонизира 618.000 различно население по своето национално потекло, јазик и така натаму. Со тоа егејскиот дел на Македонија претрпе големи етнички промени и го изгуби својот традиционален македонски историско-етнички лик. Со сменувањето на етничкиот состав на населението во егејскиот дел на Македонија, грчката држава со законот од 1926 година на оваа јужно-македонска провинција и даде грчки топонимен карактер. Врз основа на овој закон, сите имиња на реките, планините, селата и градовите добија грчки имиња. Со анектирањето на егејскиот дел на Македонија, грчката држава почна да спроведува во исто време и политика на денационализација и асимилација на македонското население. Македонското име беше забрането и македонците се именувани за бугари, срби или едноставно ендопи домородци. Во исто време сите македонци беа должни и принудени да ги изменат имињата и презимињата и секое македонско презиме требаше задолжително да завршува на ос, ес или улос. Се забрануваше македонскиот јазик во меѓусебната човекова комуникација, меѓу родителите и децата, меѓу селаните, на свадби, седенки или на погребни ритуали. Македонскиот јазик и македонскиот збор се забрануваа преку усмената и писмената нарација, преку песната, орокот, уморот и така натаму. Прекршувањето на оваа забрана повлекуваше казна од морално и психичко малтретирање, плукање в уста, свирепо тепање или прободување на јазикот со игла за секој изговорен македонски збор. Словенското писмо и сите црковни надписи беа отстранети, а пронајдените црковни или лаички словенски книги се уништени, како во периодот на панариотското средновековје. Упорноста во тој однос беше толку голема, што случајно заборавените словенски црковни надписи беа отстранети и по 20 или 30 години. Паралелно со отстранувањето на секаква трага од македонската историска писменост, жилаво се прогонуваше и живиот македонски збор. Разни националистички банди ги крстосуваа македонските села, го малтретираа и го убедуваа македонското население да зборува само на грчки доколку сака да го види утрешниот ден. Грчката националистичка организација Елинико Македоники Пихми, грчко-македонска тупаница, во своите прогласи од 1926 година ги предупредуваше македонците дека строго им се забранува да го користат својот мајчин јазик и оти се должни да зборуваат само грчки. Најсрдечно и најтопло, понашински, со нашето познато македонско добродојдовте, да ве поздравам сите вас присутните овде во Скопје, главниот град на нашата заедничка татковина, вас, многобројните учесници на оваа голема средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, пристигнати од многу земји на Европа, од Австралија, Америка и Канада. Најсуров напад врз македонскиот народ и македонскиот јазик се вршеше за време на диктатурата на генерал Метаксас. На 4 август 1936 година Метаксас воведе диктатура во Грција. Поради кршење на забраната за користење на македонскиот јазик, речиси 5000 македонци беа осудени и прогонети на суровите грчки острови. Истовремено возрастните македонци, без оглед на длабоката старост,
беа принудени да ги посетуваат така наречените грчки вечерни училишта за да го научат милозвучниот грчки јазик. Сите овие мерки Метаксас ги спроведуваше зашто сакаше да создаде држава со една нација, еден крал и еден фирер. Ви носиме, драги деца бегалци, срдечни поздрави и желби за успешна средба од страна на целата македонска емиграција од Северна Америка. Ќе наименувам само неколку. Организацијата Обединети македонци од Торонто, Канадско-македонски дом, чиј основоположител е нашиот сонародник и добар пријател на децата бегалци од Торонто, господинот Џан Битов од село Габреш, Леринско. Драги дедо Владика, мои мили роднини, братје и сестри македонци. Зашто ми е многу полесно, искам да кажем неколку думи по англиски, ви се може. We have visited many of you in many lands. And the fact of you, Begalci, who have suffered so much, yet feel and have dedicated yourselves to the lives within the countries in which you live today, I say to you, I am proud that much more to be a Macedonian. And that is why the Prime Minister of Canada has honored me to read this letter to you. The Association of Refugee Children from Aegean Macedonia. I am pleased to send to you an illustrious group of Canadians who wish to maintain their links with their countries of origin. My warmest greetings on the occasion of your reunion. Canada is indeed fortunate to enjoy the contribution of such a rich mixture of peoples. Your association members can be proud of their role in improving and deepening Canada's ties with our European friends. Подписано от Prime Minister на Канада, господин Брайан Мулрони. Само още един, как да се каже, голем благодарност към Републик Македония, който е в Югославия, без нея не знам дека бегалците или кой да беше, сега же може да се съберат в този ден в този народен край. Срдечно ве поздравувам и ви ја честитам нашата прва заедничка средба што се одржува во нашето убаво Скопје. Ја користиме оваа можност за да ве информираме дека одборите во Австралија и натаму ќе продолжат со упорна работа се додека не дојде до целосно признавање на постоењето на македонскиот народ, посебно постоењето на македонското малцинство во Грција. Изминаа 40 години. Неверојатно. 4 полни децении од принудниот екзодус во далечната 48-та година. Изминаа 4 децении, а ние, еве пак сме, заедно на тлото на слободниот дел на Македонија, кон која секој од нас е длабоко поврзан.
Паралелно со националното угнетување, грчката држава спроведуваше активна политика на асимилација преку незината културно-политичка надградба, училишта, цркви, војска и друго. Поради притисокот на меѓународната прогресивна јавност и на Друштвото на народите, Грчкото министерство за просвета задолжи една комисија составена од Папа Захарију, Сајачи и Лазару да изработи буквар за македонските деца. Овој буквар, наречен Абецедар, беше готов во септември 1925 година и е печатен со латинска азбука на македонски јазик, леринско-битолски дијалект. И покрај фактот што Абецедаров не стигна во рацете на македонските деца, сепак неговото публикување представува официјално признавање на нацијата и јазикот. Политиката на геноцид во однос на македонската нација беше поддржана од сите грчки политички партии со исклучок на Комунистичката партија на Грција. Таа под влијание на македонската историска реалност во 1931 година ја отфрли теоријата дека македонскиот народ е создаден од грци, срби и бугари и ја призна македонската нација. Таа констатира дека македонската нација не е ниту бугарска, ниту српска, ниту грчка, туку само македонска. Признавањето на македонската нација ја принуди Комунистичката партија на Грција да го дозволи формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета во егејскиот дел на Македонија врз македонска национална основа. Појавата на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета во егејскиот дел на Македонија е примена со големо воодушевување, како резултат на што се формираа 17 организации со вкупно 900 членови. Од ваквата принципиелна политика, Комунистичката партија на Грција започна постепено да се оддалечува и ја припати политиката на грчката држава во однос на македонското национално прашање. Мартовските настане 1941 година, Хитлер одлучи да ја уништи Југославија како држава. Нареди напад на Југославија. Секати ноќта црна, се рути карпа мрак. И петли в село пеат, и зората се зори. Над Карпав крв се мие и темнината пие силно светнал ден. Со тоа започна вооруженото востание на македонскиот народ. Кој ли се не крена рака да не уништи и да не избрише од земјината топка како народ. Но во таа вековна борба паѓавме, се кревавме, волјата беше Божја така и најпосле се смилува Господ Бог, не крена на нозе, дури и не избра како свој народ. Пред 10 векови имавме своја држава и своја црква, а еве и сега пак се здобивме со национална и црковна слобода и самобитност. Во антифашистичката борба на народите од 1941 до 1945 година
голем е придонесот и на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија. Уште во почетокот на грчко-италијанската војна од 1940 година, македонците учествуваа во борбите против италијанскиот фашизам и по капитулацијата на Грција во 1941 година масовно учествуваа во борбата и против германскиот фашизам. Речиси 6000 македонци се бореа во редовите на единиците на ЕЛАС, а 20.000 учествуваа во резервните единици на ЕЛАС. Бидејќи непријателските сили се повеќе го стега обрачот околу слободната територија, решено е таа да се напушти и тежештето на борбата да се префрли на територијата под бугарска окупација. Така, единиците на Народно-ослободителната војска од слободната територија на Дебарца, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб на Македонија, во ноќта меѓу 5 и 6 декември тргнаа од селото Слатино и преку планината Галичица, преку албанската и грчката територија стигнаа во Меглен, Егејска Македонија. На 18 декември избија во селото Пуштани на грчка територија, каде што се состанаа со единиците на третата оперативна зона. На Меглен е создадена нова слободна територија од која единиците ги напаѓаа непријателските утврдувања на правецот кон магистралата Солун-Скопје. Во периодот на антифашистичката борба, со помош на македонската организација СНОВ, македонците во исто време го афирмираа и своето национално битие. Во егејскиот дел на Македонија беа издадени весници на македонски јазик, се создаде македонска азбука, македонски буквар, се отворија македонски училишта и се формираа македонски културно-уметнички друштва. По договорот во Варкиза на 12 февруари 1945 година, македонското име и македонскиот јазик беа повторно забранети во егејскиот дел на Македонија и грчките власти започнаа да спроведуваат политика на бел терор против македонците. Само во периодот од 1945 до 1946 година беа регистрирани 400 убиства, 440 силувања на жени и девојки, 8145 лица беа затворени во грчките затвори, 4209 судени, 3215 осудени, 13529 интернирани по грчките острови, 13 полудени од мачењата по затворите, 1291 куќа изгорени, 80 ограбени села, 1605 ограбени семејства, 45 иселени села и 1943 иселени семејства. За да се заштити од биолошко истребување, македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија започна да се организира и да дава организиран оружен отпор против националистичката политика на грчките власти. Македонските организации, Народно-ослободителниот фронт, Антифашистичкиот фронт на жените и Народно-ослободителниот младински сојуз одиграа непроценлива историска улога во организирањето на македонскиот отпор. Во периодот на граѓанската војна во Грција, македонскиот народ масовно учествуваше, изразувајќи на тој начин својата историска волја, национално рамноправно да живее во рамките на грчката држава. Скоро 20.000 македонци учествува во ова крвава борба заедно со грчките лево ориентирани сили. Во текот на граѓанската војна во Грција, како и во текот на народно-ослободителна борба, македонскиот народ повторно ги афирмира своите национално-културни јазични вредности. Во периодот од 1947 до 1948 година, во егејскиот дел на Македонија почна со работа курсеви за македонски народни учители. Бе отворено 87 македонски училишта со 10.000 ученици. Се публикуваа весници на македонски литературен јазик. Се формира театарски групи и културно-уметнички друштва, што го ширеа македонскиот збор преку драмата, песната, орото и така натаму. Афирмацијата на македонската нација, афирмацијата на македонските национално-културни вредности придонесе воениот притисок и репресалиите врз македонското население да добијат во интензитет. Во суштина,
се удираше врз правото на македонскиот народ да живее национално слободно во рамките на грчката држава и во склоп со своите национално-културни традиции. Се удираше врз македонскиот јазик, се удираше всушност врз македонската национална самобитност. Губејќи ја топлината на родниот дом, се најдовме во вагони на возови кои без возен ред не одведуваа се подалеку и подалеку од родното место. Далеку, се подалеку од родната грудка, преку граници, преку планини и мориња, преку океани, по пат трнлив, мачновит, чемерен. Не однесоа далеку и не оставија без повратен билет. Секаде не придружуваше липтежот на мајките и ламентот на југот. Морничави беа разделбите и тие се уште навеваат болна воздишка. И поразите. Што би рекле ако ти го скинат цутот во младоста? Ако ти го застрелаат детето во играта? Што би сториле ако ти постигнат по огништето? Можат ли во срцето да го згаснат? Како би постапиле ако ти го грабнат чедото пред кратката? Ако ти ја нишанат татковината во коренот? Кажи! Речи ми да знам како да ти одговорам за цветот прегазен и распрснат по светот. Ветерот на историјата не развеа по целиот свет. Разни беа причините, но меѓу нив една беше и остана најважна – да не откорнат од родното место. Травот в коски длаби. Напред. Напред. Каде? Таму? Отаде? Насекаде? Ах, таја детска војска од рововите на фронтот од кината. Во огнови израстена, со пламени јазици надлетувана. Ах, та мајка, растргната од крвожедни глутници, распната на распатот бел, кобна мисла ја сече. Мажот на Пајко планина, а тука од себе се кине. Разгранетото дрво се сече, останува со празнината што зјапа, со испружени раце, од кои се одлепијат децата во плач. Јас сум од село Чересница, баш од Вичо. Од Вичо сум и на 48 година во месец март не собраа од селото и заминавме во растурена колона дечињата, 74 дечиња од нашето село. После време, во ношно време одеме, зашто артилеријата и авионите стално не напаѓаа и беше март, студено беше на нашиот Вич, имаше веќе снег. Толку мразно беше што имаме ние такви ресени веленцина, малите деца ги ставаме на веленцината, а ние поголемите ги држевме и ношно ги водевме. Извинете. И стигнав на Корешчата, проминавме преку Руля, Ошчима и стигнавме пред Желевските кори и се скриевме. До тоа време нашите мајки беа со нас. А јаска, комајка што му бе, пак ќе му се најде денес комајка, задно бекан. Повеќе не ќе може да говори, нека да почне. Во Желево спавме една вечера и на раното кога се разбудивме, нашите мајки не беа таму. Не плаче. Нашите мајки одма заминаа за фронтот. Во Желево се оделиме со мајките. Да. И после Желево заминавме за Преспа. Поминавме преку Лак и Герман и во Љубојно се собравме. Таму бевме скоро една неделја, повеќе од една седмица седевме и оттаму се префрливме за Битола, а после од Битола со возови се пренесовме во Унгарија. Во таа немирна година, пред налетот на фашисоидниот бес, река од иземоштени мајки со деца, деца без родители, како и млади девојчиња и момчиња, полуголи, изгладнети, жртви на граѓанската војна на Грција,
зачекорија на најдоргиот пат на животот, далеко од родниот крај. Во душата на секој дете од овој дел на Македонија ќе остане едно време како неизбришлива приказна во разделба. Организациите на Црвениот крст, како во Македонија и во Југославија, веднаш развија една активност да им помогнат и да им ублажат несечите на нашите деца, да их прихватат, да им обезбедат за солниште, да им обезбедат љубов и се оно што они изгубија напуштајќи своја земја. Поради неподносливиот секојдневен и систематски терор, глад, убиства, бомбардирање, секојдневното газење на македонското национално и човечко достоинство, скоро 28.000 дечиња, македончиња и грчиња се принудени да бараат спас во источноевропските социјалистички земји, Албанија, Бугарија, Источна Германија, Југославија, Полска, Романија, Советскиот сојуз, Унгарија и Чехословачка. Во сите овие земји, со несебично залагање на Црвениот крст, децата се прифатени, згрижени и воспитани како сопствени деца. Во сите социјалистички земји, македонскиот јазик е воведен во наставата и на македонски јазик се публикувани буквари, читанки, списанија и разновидна литература. Започна обиди за создавање македонска литература, а се предаваше и историја на македонскиот народ. Меѓутоа, мобилизацијата на околу 1200 деца на возраст од 14 до 15 години од овие земји, што ја извршија органите на привремената влада на Грција и ги вратија да гинат на боиштата, остава голема црна дамка која со ништо не може да се оправда. Ова е четата која мобилизира за партизани. Тука сум јас, Томе Ристовски, Никола Калиновски, Кочовски, Пане Петерски, Цветко Василевски, Трајко Кочевски, Александар Ристевски и други наши. Таа е четата од Преспа, Преспанската чета. Овде се пред да тргнеме за мобилизација, иако имаше поголем број грчиња во возраст, наша возраст, но не беа тие мобилизирани, а македончињата беа мобилизирани од 15 години до 13 години имаше некој помали. По 1956 година, мнозинството од децата се врати во слободниот дел на Македонија, во Социјалистичка република Македонија, а дел замина во прекуокеанските земји, во Канада, Австралија и Соединетите Американски држави, кај своите родители или роднини. Поемата Егејска барутна бајка напишана е во она време кога од Егејска Македонија пред црна судбина и пред смрт нашите македонци, денешни граѓани на светот, бегаа и бараа спас. Одат со скршени срца, сенки по шамак и кал, лутнат заби им крца, во очи им тага и жал. Зверски се хранат со кора, гора да заситат глад. Дожница, матна и горка, пијат на голготен пат. 5 мина джинови некои, збиени еден крај друг, чекорат.
Одевме, пред нас беше тревата црна, бела, птицата што леташе, а земјата беше црвена. Два вагони за Болска! Откачи 3 за Унгарија! Колку за Чехословацка? 5! 6! Не 5, 6! Побрзај! Возот не спре да доси! Ей! Вагоните за бела служба нека прилуќе да слепи од Болска! Ето тука во Вроцлав дека беме, од нашето село Коца Тарапанова, тоа познавам. Вие се мои другарки тука, Љуба е, и вие за жалост и заборај, сите вие наши другарки. Брат ми погина 48 година и тоа беше причината дека беше организатор за тие малолетни деца кои денес стана инженери, лекари, професори и по сите професии. Он многу ги сакаше децата, ама еве немаше среќа да му се радува на неговата иднина. Ама брат ми радоста не го не обиде. Кој толку ги сакаше. Беше еден од тие учители кои ги отворија крстевите во Герман и во Желево. Мај 1950 година. Нас децата од Нерет не донесоа тука. Научив да читам и ви пишувам. Каде си сега, мајчичке моја? Зошто ме остави сама? Само си мислам, дали пак ќе те видам? Дали ќе дојдеш да ме зенеш и да ме кушнеш? Мамичке најмила. Секоја ноќ само тебе те сонува. Достоја Јанковска. Домот за деца Бела црква. Ноември 1954 година. Мајко Стоја. Помина една година откако се вративме при мајка ни со бато. За татко не знаев да ти загинал во пробивот кај нате. На мајка и се наполнија очите со солзи кога не пречека на железничката станица во Скопје. Ја прашавме каде е татко. Таа молчеше и плачеше. Пред еден месец на рацете ми почина мама. Ја закопавме на битолските гробишта. Останавме со бато како два фенера без светилник. Тој сака да го напушти училиштето и да заработи. Јас сакам да се вратам при тебе и моите другарчиња во домот и да го завршам училиштето. Ти се мола, мајко Стоја, побарај ме да се вратам. Ти си ми мајката која ме воспита и научи да бидам човек. Оти само како тебе мајки одгледуваат деца со човечко срце. Мојот дом е само домот кај што си ти, моја мајко Стоја. Те целивам. Менка. Септември 1949 година. Први учители на македонски јазик во Бела црква. Боге Сотировски и Паскал Сотировски. Октомври 1949 година. Коста Марков, директор на училиштето. Драган Топчиевски и Марика Маркова. Покојши Твоим, Господи, и ниже си святи Твои упокојевајуцја. Упокои души раб Твои, сами души раб Твои упокој, и не и присно и во веки вековами, едина
Пречистая и непорочная Дево, Бога без семени лошая, моли спасти ся душами. Македонци, македонки, верни чеда на Македонската православна црква. Еве денес се собравме во овој наш соборен храм да се подсетиме на некои трагични настани пред самиот крај на Втората светска војна. И како што беше оној со вашето присилно изгонување и одвојување од родителите, од училиштата своји и од родната татковина. Ајде да му заблагодариме на Господа за вашиот повраток од другите земји каде што бевте испратени. Еве, овде денес се помоливме. Историјата на нашата црква е некако испреплетена со историјата на нашиот народ, така што тие всушно нераздвојни се една од друга. Но борбата за нас, за жал, се уште трае и тоа посебно на црковен план, зашто афирмацијата на нашата црква представува истовремено и афирмација на нашата нација. Основата на светото православие остана и до ден денес иста, односно онака како што Господ Бог ја определи во Светото Писмо и преку Светото предание. И оваа наша денешна слобода, каква што досега во нашата историја никогаш не сме имале, скапо е платена со многу излиена крв во текот на многовековните борби. И ќе ја загубиме ако не ја чуваме. Бевме во селото на Ило, се видоме со нивните селани кој не можеше да оди за 40 години. И беше толку весел, сега не може да се контрола, е многу весел. Не само моето село, не само во Долно Котори. Туку преминав 60 села, зеду такси. Оплатив таксото и шетаме 2 дена од село на село, од гроб на гроб, дека си закопнаме нашите другари. И затоа, што го мислеме, го направивме и престигнаме многу 3-4 дена пред нашата стредба овде за да учествуваме во нашата стредба. Ама овој спомен што го направивме, нема се заборае. Нема да се заборае не само на мене, не само на мојата жена. Јас имам 2 синова и керка и тие нема да го забораат 12 човек. Не може повеќе да се говори. Бев 3,5 години партизан. Од 16 години дете бев организиран во Нофта да организираме наши водови, наши чети против фашистичкиот тероризам. После тоа, 47 година заминав во редовите на Демократска армија, Грција што ја кажува ДАК, и као редовен борец бев 3,5 години, 49 година. Во јули, дека се изгубиме нашата револуција, пристигнав во Републиката во Македонија. Се викам Крстен Ушков, роден сум на 26 ноември 1931 година во село Пожарско, Меглен. И јас на возраст, од прилика на мојот син Кристијан, некаде на 14,5 години се одлучив и пристапив во партизаните во 2 баталјон на Нов на секторот кај Макчалан. И ако помине речиси 43 години од тој 26 јули со спарно утро 47 година во Кронцелската корија, го памтам. Дојдоа авиони, снажно не бомбардираја, беа
помалку од 10 души усмртени на лице место и околу 26 души беме ранети. И јас тој ден ја заработив најтешката рана во својот живот. Добив тешка фрактура во левата нога. Кога увидоа нашите дека не можам да бидам излекуван, а постоеше опасност, бев префрлен во Југославија, стасав во Пониква на Плачковица, а некаде во октомври, кон средината на октомври 1947 година, бев префрлен во Катлановската бања со повеќе стотици партизани, грци и македонци. Јас сум Наум Абов од село Баница, Леринско, Егејска Македонија. Сум учесник во Демократската армија на Грција и то во редовите на Кајмакчеван, во единицата на Тануров, која беше диверзантска при бригадата, таа е 24-та. При нападот на грците монархофашисти бев тешко ранен. Другарите ме одвлекоа во партизанската болница во Кајмакчеван и по 2 дена бевме префрлени во територијата на Социјалистичка република, тога и Народна република Македонија, во Југославија, во болнички коли не пренесоа во болницата Есеново. Тука веќе не селекцира дали сме способни за во борба или пак не. Мене никако не ме зима во предвид пак да се вратам во партизанските единици. Еден ден ги видов другарите како се построени и ги прашав зошто чекат. Ми рекоа дека одат на лекарска комисија. И јас се вклучив, иако не бев поканет. А веќе кога беа при крај другарите, јас опаднав и ми вика главниот хирург Велко Мајсторовиќ, мислам дека беше Црногорец, вика, ама ние завршиме. Викам, вие завршивте, али јас не завршив. И кога влегов во таа просторија, под румците простори во Катлановската бања, чукнав снажно со левата нога која ми беше скршена. И тогаш Мајсторовиќ ме очи и вика, ово дете и без 2 нози и без 1 рака ќе може да продолжи борбата. Тоа ми беше практично визата да се вратам пак во Грција. По операцијата, кога веќе се малку подосвестив, дознав дека лекарот се вика некој си Масторовиќ и другиот лекар беше Едо. Само тие ги запомнив од нив, па тука беа многу од нашите другари, кои ги познавав и од партизанството, па по малку заздравувањето, ситуацијата многу ја познават од тоа време, моравме да ја напуштиме Македонија, да напуштиме Југославија и заминавме за источноевропските земји. Мислите ми се вратија пак по Егејот. Не можев да ги заборавам бомбардирањата, особено на традиционалните средби на македонците, кога надлетуваја спитфаерите и други авиони, не само што митралира и фрлаја обични бомби, туку и напалм бомби фрлаја. Ги фрлаја со цел да убијат, а уште повеќе да заплашат и да го растерат македонскиот народ од својата родна грудка. Ќе се вратам на еден случај од јануари месец 1947 година во селото Горно Родиво. Тогаш на Кајмакчеван, Пајак и Каракамен, од вкупниот број на партизаните беа околу 70% македонци, само 30% беа грци. И покрај тоа доминантно учество на македонците, без да не консултират, без да не прашат, ни ги
преиначиле имињата од македонски, со македонски имиње, презимиња бевме ние запишено во Демократската армија, ни ги направиле на грчи. Се сеќам во тој јануарски ден, на тој јануарски ден 47 година, кога се го слушам и моето име, не Нушков Димитров Крсте, току Нускас Димитриус Ставрос. 3 пати ме повикаја, јас не се одазвам. Прозборија нешто командантот Петр Тануров со Јанис Кариофидис, Стафис наречен, и во место да ме повикат јас да истапам од стројот, Стафис пристапи кон мене, 1, 2, 3 чекора и вика, како се викаш бре момче? Викам Нушков Крсте, команданте. Вика, пишете го Нушков Кристе. Не останав Нушков, бев Нушка Кристе. И со тоа заклучувам дека грците сепак сакале да не употребат за да постигнат својата цел, а пак да си терат по своје. Имав можност со Тодорас Папапанејоту, а леко наречен, политкомесар на 24-та бригада, ми се чини дека 88 година се пресели во Грција, и тој во еден разговор прилично остар на прашањето моје заправо ми одговори. Викам, дали македонецот имаше вистинска слобода во Грција, ако ја добиевме, викам, слободата ако победевме. Вика, не верувам дека поинакот ја беше во Грција од што е денеска со македонците во Бугарија и некои екстремни кругови што настојават, вика, во ваша братска Србија. Европа, каква и таква, се отворуват граници, али нашите соседи, нашите комшии, тоа не го гледат или пак не сакат да го чујат. Сите ние не сме нито бегалци, нито неистерани. Поразот на Демократската армија на Грција во 1949 година имаше тешки етнички, политички и економски последици за македонскиот народ. Скоро 60.000 македонци беа принудени да бараат спас во источноевропските земји, а 20.000 македонци ги положија животите во борбата за национална слобода на македонскиот народ. Многу македонски села беа срамнети со земјата, а цели региони во егејскиот дел на Македонија беа опустошени. Повторно, македонското име и македонскиот јазик беа забранети. Од името на својата генерација, од името на своите татковци и мајки, од името на сите нас, собрани на оваа средба, и се обраќаме на меѓународната јавност со следната декларација. Ние, кои минавме низ пеколот на војната, низ сите трауми на принудниот екзил, добро знаеме што значи личната и колективната драма на човекот. Илјадници наши врсници останаа за секогаш во пепелиштата на војната, или пак со своите страдалнички животи ги расфрлаат по светот како откорнати. Ние кои останавме, израснати во разни земји на светот, научивме да истраеме во добро и зло, никогаш не губејќи надеж и покрај суровоста на животот, дека еден ден пак ќе си ги видиме нашите мајки, татковци и родниот крај. На тогашната југословенско-албанска граница, кај селото Стење, на Преспанското езеро на 5. јули 1948 година, веднаш по објавувањето на резолуцијата на Информбирото, албанци, така наречени интернационалисти, преку ноќ префрлија 400 тешко ранети македонски и грчки борци од нивна територија на наша. Оваа нехумана постапка, безпримерно сурова спрема ранетите,
криеше подли намери кон тогашна Југославија. Сепак тоа подметнување не успеа. Организацијата за помош на ранетите ги мобилизира сите можни средства и успеа за еден ден да ги префрли и да ги смести во посебните болници во Република Македонија. Во историската пресметка меѓу републиканските и монархистичките сили во Грција, македонците масовно учествуваа на страната на републиканските сили. Од околу 35.000 војници на демократската армија на Грција, околу 15.000 беа македонци. Голем беше придонесот и на македонската жена. Позадината на фронтот исто така беше македонска. Затоа граѓанската војна во Грција имаше карактер на национално-ослободителна борба. Со заминувањето на децата во источноевропските земји, всушност комунистичката партија на Грција сакаше максимално да ги мобилизира македонците и да го реши тешкиот проблем на резервните сили на Даг. По крвавите битки на Грамос и на Вича, бројот на жртвите и на ранетите значително порасна. Ранетите борци деноноќно беа префрлувани на денешната територија на Република Македонија. На нивно располагање беа ставени најдобрите болници и квалитетен стручен персонал во Република Македонија. Лекарите и медицинските сестри деноноќно се грижеа за ранетите. Благодарение на нивната пожртвуваност и стручност, многу животи беа спасени. Илјадници борци беа враќани во живот и кај своите деца кои беа распрснати по светот. Голема беше братската грижа и љубов кон ранетите борци што ја изразија македонците од Република Македонија во однос на своите сонародници што се бореа за слобода и елементарни човекови права. Таму долу среде Балкан има една земја чудесна, богата со шуми реки и со житни златни полинија. Во 1973 година бев хирург во Унгарија и сетне отидов во Данска, во Копенхага. И кога ги помина испитите во Отава, во столицата на Канада, и од тога сум козметички хирург. Од село Загоричани, големото Костурско село, едно од најголемите села во Костурско што ги имаме. Стрекни се овие средби и трогателни. Да нема разделби никогаш во светот, тоа е нашиот апел, да не се деси никогаш ово што се десило со нас. Нека биде секогаш мир во светот. Од кога не сме се виделе? Не здраво што тоа видов. Години поминаја. Моето име е Александар Петличков.
Јас сум роден во село Був, сум еден од децата бегалци. Дојдовме во Југославија во 48 годината и од 48 годината се до 57 бев во домовите во Црквеница и Валандово, а 57 годината заминавме за Канада, кои останавме се до денес во Канада и живееме со македонците во Канада. Јас сум Јанкуловска Елена. Родена сум во Грција. 9 годишна бев кога отидов во Маđарска. Тамо завршив школа. Кога се вратив во Југославија бев 17 годишна девојка. Јас се викам Бачева Димана и јас сум од децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Немав година дена кога ме испратија со децата во домовите. Јас бев во Социјалистичка република Руманија, каде што израснав до својата 10-та година, се вратив во Југославија, тука се завршив средна школа и се омажив, сега сум мајка на 2 деца. Дојдена сум од Полска 57 година. Завршив во Полска, во Катовице, во Хожов. Во 57 на 22 август дојдовме овде во Скопје преку Црвен крст. Останува на нас младице, керки и синови на оние што деца бегалци, да ја продолжиме оваа традиција, да бидеме поврзани секогаш. Незаборавна средба, јас ја поздравам со еден благослов. А тоа е благословот на мандамата од филмот Мистон. Мандамата го благословува детето што се родило во четата на Јане Сандаски. Бој. Ајде да ми бидеш живо и здраво, детуле. И јас како тебе имав 3 ангелчиња. Првиот син ми се роди во Крушевското востание. Вториот дојде на свет кога не разделија на парчиња. Третиот се роди кога направија 3 Македонии. Вардарска, Егејска и Пиринска.
Се викам Ташко Пижарков. Сум од село Черешница, Костурцко-Егејска Македонија. Денеска се навоѓаме во Социјалистичка република Македонија, во слободниот дел на Македонија во град Скопје. Прво ќе сакам да вам благодарам на жителите на Скопје, што ни даде ова возможност, ние децата, да се собереме после 40 години и да се видиме еден со друг. Едно нешто ќе сакам да кажам на светот. Што се случи со наше гејците, да не се повтори назад. Никоја мајка од никој син од мајка да не се одели и никоја мајка да не си остави дечините негови. Јас сум Ѓорѓи Кражов, роден сум во село Долно Котори, Егејска Македонија. За време на војната, во 48 година, бев принуден да го напушам своето родно село и да одам во непознато место. Разделбата од браќата и од мајка ми и татко ми беше многу тешка, бидејќи не знаев кај одам. My name is Tina Kostov, born in Adelaide in Australia. I'm very proud to be here in Macedonia, and I went to my father's village, Dolno Kotori near Ledin. We stayed there for 2 weeks, and it was a magnificent feeling being back in my father's village, in the house that he was born in. It was great to see all the locals, to live the way they lived, seeing the way they lived with the Nivje, with the fields, and it was great being in the city, in Bitola, and we're so happy to be here in the Sredba today. The picnic is fantastic, the people are so warm and so friendly, the organisation is great. Јас сум Нума Богданов, роден во село Бабчор, 42 година. Пораснав во Бабчор околу 5 години, израстав таму мало детство. 48 година заминав во источните земји, преку границата, преку планини, реки, преку Преспенско езеро. Се најдов во Руманија, во град Клуш, неколку време, со моите селјани, роднини, брачеди. Тамо се разделив. Два од моите брачеди од Полска, седна во Синаја, а напоследно во колонијата за деца бегалци во Тулгеш. Во Тулгеш останав до 55 година, крај 55 година. Крај 55 година заминав за Австралија, каде мајка ми и татко ми. Тамо пораснав, на школа немав возможност да ода. Енглески јазик ми беше тешко и така работев за татко. Сум многу задоволен. Премногу, не може да се изразам како што сакам да кажа. Сум весел. Сум возбуден. Плачлив. Ali istovremeno sam mnogo radostan što sam duha. Ne istovremeno, dok sam mnogo radostan. Solzi što mi dovaѓа od radost, od milost, kaj makedonskijeg naroda i kaj kolegите i svi da zapoznati duši. Mi je drago što sme duha. Drago. When I got here, it sort of built up to something that I really never ever expected. We've always been proud to be Macedonians in Australia too. We feel the same, but we feel more so here. I didn't expect to feel the way I do. And I'm feeling prouder that I am who I am. Јас сум Ѓорги Плюковски, потекнувам од Егејскиот дел на Македонија, од село Поздивишта.
Преку Југославија, Руманија, заминав во Полска, каде живее преку 14 години. Денес живеам во Канада, во градот Торонто. Секретар сум на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Долго се приготвувавме за оваа средба. Ни остава големи впечатлења, големи надежи, дека ќе ги отвори еднаш за секогаш оние вештачко поставените граници од луѓето, да ги отворат срцата, да се дозволи една размена меѓу луѓето, да можат да си поминуваат во сите места каде што сакат да одат. Сметам дека и најголемите оптимисти, како во нашиот одбор Скопскиот, а исто така и во Републичкиот, не би можеле да предвидат една ваква грандиозна, величествена средба на децата бегалци, каква што ние одржавме овде денеска и изминатите денови. Нашата декларација, која во себе содржаше најхумани, најблагородни пораки, не само за Југославија, не само за земите во кои живеат децата бегалци денес, него и за целиот свет. Ова масовна манифестација не е туку прифатена од македонскиот народ, него владата на Македонија, што ми е причинува посебно задоволство да ви искажам, е исто така со нас, а тоа го докажува и присуството на преку 60.000 македонци денес кои ни се придружија на оваа величанствена средба. Тоа значи постигнавме со оваа средба едно навистина македонско единство, единство кое ветува една многу широка, јасна иднина за целата македонска нација, не само во СР Македонија, него и во целиот свет, а посебно за нас од Канада и Австралија, каде ние мечтаеме, се бориме, е овој резултат. Ние сме презадоволни и го поздравувам цел македонски народ на еден учтив македонски начин од срце. Вие да погодите? Ајде подан. Од овде, од вас страна. Ево таму. Од додека, ела. Него пуште, гледаш него. Ајде. И така би викаме. Врз македонците што ги преживеа сите страдања на народно-ослободителната борба и граѓанската војна, во повоениот период продолжија да се вршат разни насилства за да се откажат од највисокиот национален белег, од својот мајчин јазик. Во 50-тите и 60-тите години во Егејска Македонија, македонските села колективно пред грчки владици, полицијата и пред представниците на власт присилно ги заколнуваа дека во иднина нема да го зборуваат мајчиниот македонски јазик, туку само грчкиот. Се викам Ристо Милјановски и сум роден во село Статица, Коштурско, и со голема задоволство јас дојдовме со мојата фамилија да си го видиме селово, и тоа ни беше најголемата желба да дојдеме од Канада и да одиме, и оние не вратија од граница. Многу ми е жал
Многу ми е жал. Колку што разбравме дека некои од нашите другари се вратени, нашиот другар Ристо Милјановски, жена му има 90 годишен татко во Солун. Верувам за ова поголемата група, разумите ќе преовладеат над нашите комши и ќе дозволат да си го посетиме родното место, гробовите на нашите предци, да запалиме по една свеќа во родното место. Верувам ќе не пуштат. После 40 години патувам во Егејскиот дел на Македонија, во родниот крај, и јас сум многу среќен со моите другари, со моите пријатели, што денеска можеме ово нешто да го направиме. Од името на основните човечки слободи и права, ние, некогашните деца од Егејскиот дел на Македонија, сега како граѓани на повеќе земји во светот, Албанија, Бугарија, Демократска република Германија, Унгарија, Полска, Романија, Чекословачка, Советскиот сојуз, Југославија, Австралија, Канада и Соединетите Американски држави, го креваме својот глас против сите обесправувања на човекот, против сите облици на дискриминација, политичка, национална, расна, верска и културна. Апелираме да се признаат и да се применуваат и спрема нас, македонците, и спрема нашите блиски што живеат во Грција, Општата декларација на Организацијата на Обединетите нации за правата на човекот, Европската конвенција за човечки права, завршните документи од Хелсинки и сите други документи на меѓународната заедница со кои се заштитува човештвото, неговата сегашност и неговата иднина. Од името на тоа, бараме да се симне забраната со која нам, на македонците од Егејскиот дел на Македонија, ни е одземено правото на враќање во Грција, поради тоа што не сме грци по род. Нам ни е одземено правото да ги посетуваме своите родители и блиски, своите огништа и се што ни е најмило. Ние сме лишени од правото да ги посетуваме нашите светилишта, гробовите на своите предци, на своите татковци и мајки, да ги посетиме пријателите и другарите во Грција. Уверени сме дека таквиот нехуман однос спрема нас не може, а да не ги навредува чувствата и на прогресивната јавност во Грција, некогашната лулка на европската цивилизација. Живееме во век во кој земјите и народите се определија односите меѓу себе да ги засноваат и да ги градат врз силата на правото, а не врз правото на силата. Затоа апелираме да се признаат и почитуваат сите права и македонското национално малцинство, правото на еднаквост пред законот, правото на заштита на македонскиот национален и духовен интегритет, правото на македонците да го изучуваат својот мајчин јазик и сите други основни човечки права. Ние не сакаме да се повтори нашата судбина ниту за едно дете на земјината топка. Ние не сме виновни што сме деца на загинати херои, кои братски еден до друг се бореа со најпрогресивните синови на грчкиот народ против фашизмот и против носителите на злото и ужасот. Свесни сме и уверени дека иднината на Балканот треба да се решава со соработка и разбирање, отвореност, комуникација и демократски слободен развој на народите и малцинствата во сите земји. Денес целиот свет се менува и минува низ процес на ослободување и сестрам подем. Ние се залагаме во тој свет на македонското малцинство да му се признаат најелементарни човечки права и достоинства. Националните малцинства
што живеат на Балканот, представуваат богатство и историска шанса низ културен надпревар на народите да се изградат цврсти темели на братска соработка и похумана човекова иднина. Пред нас се покажуваат врвовите на едно величествено столетие во кое треба сите луѓе да живеат во среќно заедништво, без закани и терор, без понижување и прогони, во толеранција и љубов. За триумфот на човештвото во векот во кој влегуваме, неопходна е добра волја и напор. Со помош на меѓународната заедница и на сите прогресивни сили, ние сме уверени дека конечно ќе се избориме против се она што ги разделува луѓето и народите, против сите видови неправди. Ние веруваме во подобра и во посветла иднина. Од собирот на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, 1 јули 1988 година, Скопје. После толку години во државата дека демократијата се роди, нема никаква демократија. Благодарам многу. Не ни се веруваше дека во едно место такво можеше да се случи ово со канадски пасоши, канадски граѓани, да треба да се вратат од една граница на една демократска земја која со нашата земја, дури Канада, е во еден сојузнички сојуз. И ова ние најстрого ќе го искористиме да работи против нив и ова е еден правен доказ кој ние ќе го последиме во Канада. Генерал Маркос, што беше водител на партизанството, триумфално се врати и во Атина го чекаа 20.000 грци, а ние македончината што се иселивме од Егејскиот дел на Македонија во време на граѓанската војна, деца од 1 година до 15 години сме виновни и осудувани денес. После 40 години немаме право да се вратиме во нашиот дел, во нашите села, во нашите места, да ги посетиме нашите роднини и нашите гробови. Делови од нашата земја тирани гази и тираните нема да имат мир во себе си, зашто се виновни. И таа виновност ние ќе треба денес да покажеме на цел свет и да се бориме со сите прогресивни сили во светот, за да може ова што го прават грците на нехуман човечки начин да се направи нешто. Јас се врнам после 41 година што живеа во Австралија. Јас сакам да оде тама на моите мајка да запала свечка, а тие не вернае нас. Како гледате, јас за втори пат се враќам да пробам уште еднаш да одам дали ќе ме пуштат грците на граница. И оние за втори пат не враќат. За прв пат после толку години, после 40 години, да го посетам мојот роден крај. Има Вујко кој се лечеше, беше ранен во Дак, се лечеше во Катланово, во Југославија и по лечението се врати назад и повторно падна во битката во Грамос. Ние не сме против грчкиот народ, знам дека грчкиот народ е народ кој не е виновен за овие сите работи што ги спроведува грчката влада. Само грчката влада е таа што денес докажува и се фали во светот дека таму е колепката на демократијата, ама за жал цела демократија ја извадија надвор и за себе си не оставија ништо. Што не жалам дека не можев да се искапам во морето, во нашето Егејско море. Жал ми е само, во сушност се избањав на пикникот, каде со све плачки од радост се фрлиме, каде градот Скопје и скопјани и цел македонски народ ни даде таков еден величествен дочек. Али жал ми е, бидејќи имав намера да направам една могила за мојата мајка, и еве ги овде чековите ги носиме со жената со намера, бидејќи во времето на војната погина, имавме намера да правиме споменик, да се гледа местото на нејзиниот погреб со дедото мој покоен. За жал не ни дозволија и како што гледате денес сме пак на ово наше парче место, каде не ни е страв ни да зборниме, ни да кажеме кој сме.
am pleased to send to you an illustrious group of Canadians who wish to maintain their links with their countries of origin. My warmest greetings on the occasion of your reunion. Canada is indeed fortunate to enjoy the contribution of such a rich mixture of people. Your association members can be proud of their role in improving and deepening Canada's ties with our European friends. Подписано от Prime Minister на Канада, господин Брайан Мулрони. Поради јавниот настап на Ристо Сидовски во Копенхаген во рамките на невладините здруженија дека тој е грчки државјанин, а не е грк туку македонец, беше обвинет од грчките судови за државно предавство. По неколку судења, обвинението беше преиначено за ширење на лажни информации. Ристо Сидовски поради својата национална припадност, што призна во Копенхаген, е отпуштен од работа. Врз него е вршен невиден притисок да се откаже од своето потекло и е суден преку 25 пати. Селаните организираа демонстрации пред судот во Солун и ги испишаа на демонстрациони плак на паролите. Ќе затвориме црквата ако го истерате попот. Го сакаме нашиот поп. Вистината треба да се каже. Попот е невин. Сам архимандритот Никодим Цар књаз, роден од Соботско, од родители Доне и Лена. Основното образование го сврши од Соботско и Богословскиот универзитет у Атина. Ракоположен у град Лерин во 73 година и там зафаќат правните активности като црковно лице и като активист, патриот. 8 години работам у Лерин и оттам по активности се преместувам у град Надров у Солун и по-големите активности са там и разрешението од попувањето од грчката црква е од 13 судна што имај, водин, ме ослободуват, слободно можам да си ја носам памбандинда, да се очистувам като свештеник, што сам македонски свештеник. Таква е грчката демократија за македонците во егејскиот дел на Македонија, од поделбата на Македонија по Балканските војни од 1913 година до денес. Меѓутоа, што ни преостанува на нас? Нам ни преостанува да се бориме не по секоја цена. Да се бориме да нема војна, да има разбирање меѓу луѓето, да биде светот без граници, да биде светот таков како што го замислуваше гениалецот Гоце Делчев. Луѓето да се надпреваруваат на полето на економијата, на културата и слично. Дојдов со едно тело, со рани за две се враќам. На моето чело најцрната клетва е изречена. Не проколнувај го душманот и името да ти го носи и под 9 бездни татковината ќе ти ја изнајде. А со разумна маш и здравје на топла земја, дојдов на врела крв моите соништа да врзат и спокојно се обидувам да си го прочитам името на камен од своите гради Македонија, што ќе ми го запише.